Господине Николов, вие последниот период од кога е прогласена пандемијава со коронавирусот, како дел од медицинскиот кадар во државава, со какви проблеми се соочувате? Бевме ли спремни за вакво нешто? Добро, ова е малце комплексно прашање. Прво, се соочуваме со нешто што претходно никој не се соочил и прв пат се случува практично на земјината топка толкава голема бројка на луѓе да се во изолација. Предноста со ова што се случи беше што настануваше бавно, односно прво се појави во Кина, негде крај декември месец, и постепено јануар со почетокот на февруар нагло дојде во Европа, поточно во Италија, и практично можеше да се предвиди што ќе не снаоѓа понатаму. Доколку се следеа искуствата на државите од Азија или поблиску да се следеше искуството од Италија, секако можевме да бидеме многу поспремни од ова што сме денеска и можевме да ги предвидиме многу подобро работите. Ние како една група на доктори кои што се занимаваат со пациенти кои што можеби имаат ковид, односно корона, многу подолго, негдека од 20 февруари почнавме да апелираме, да сугерираме, да звониме на алармите дека тоа што доаѓа нешто што е сериозно и нема да биде така едноставно да не одмине заради тоа што глобално действува. Така да се обидувавме да алармираме на време, но сепак може да се каже дека уште од почетокот можевме многу добро да се поставиме, многу подобро да се поставиме и да ги избегнеме денешниве проблеми кои што ги имаме, а генералните денешни проблеми се недостиг на медицинска опрема, односно недостиг на маски, ракавици, капи за персоналот, и тоа за лекарите кои што се на првата линија. Некако се подцени вредноста на лекарите како што се матичните лекари, лекарите кои што работат во амбуланта и така натаму. Можевме да одбегнеме да имаме борба или битка за респиратори во овој момент, доколку навреме се испланираше потребата од респиратори. И низа други работи можеа да бидат подобри, особено следењето на ризичните групи, а во ризични групи ја вројуваме практично диаспората. Сите оние кои што се вратија во Македонија, епидемиолошките анкети кои што се направени за нив покажуваат дека кога влегувале во државата на земјен пат или на авионски пат, никој нити им дал совет каде да одат, што да прават, при кои симптоми да се јават на лекар, на кој лекар да се јават, дали да одат прво во болница, дали да одат прво на матичен лекар, дали да се јават на Институт за јавно здравје. Такви информации не им беа дадени, иако првиот случај со ковид во земјава е регистриран, чинам, 27 февруар. Тоа значи дека практично и таму, од тука доаѓаат и најголемите ризични подрачја. Тоа беа Дебар, сега е актуелно Куманово, а веројатно во иднина на многу наскоро ќе ја видиме Струга заедно со Лабуништа. Мислите ли дека, ева конкретно, директно министерот за здравство или целиот тој менеджмент во Министерството за здравство е директно виновно за цел овој недостаток на медицинска опрема за персоналот во болниците, затоа што сепак медицинскиот персонал е тој што е у прва линија, истурената линија, а гледаме секојдневно на социјалниве мрежи, конкретно на Facebook, како бараат донација на медицинска опрема. Не презема ли нешто Министерството за здравство? Не добивате ли опрема од нив? Вака, многу чудно беше поставена целата тоа снабдување со опрема и тој менеджмент на криза. Ние баравме оддамна да се формира еден кризен штаб, кој што се формира прилично касно и се уште не се знае точно како действува. Се покажа, моменталните резултати покажува дека многу добро беше што Дебар се затвори, но се затвори на апелите, благодарение на апелите на опозицијата. Понатаму, сето она кое што се одвиваше
во периодот од алармирањето на првиот случај со COVID, односно со корона, до првиот случај кога веќе Министерството сериозно почна да се разбудува, беше практично настанато како резултат на директорите назначени од Министерот за здравство, кои што практично со нивното несоодветно, некоректно и непрофесионално однесување допринесоа да се расшири вирусот, а во исто време може да се каже дека допринесоа да некој се свести и да размисли дека ова што доаѓа може сериозно да не удри. Во еден период, тоа беше негде 9 или 10 март, кога се прогласи распустот на големи притисоци на опозицијата, практично ние имавме сите дерматовенеролози од земјата беа во изолација, заради тоа што раководството на клиника за кожни болести се однесувало несоодветно спрема ситуацијата. Тоа е повторно раководство назначено од Министерот за здравство. Понатаму, може да се каже дека болниците не се диригирани, иако доаѓаше епидемијата, не беа централно диригирани или координирани, па да се добие информација колкава залиха имаат на опрема, колкава залиха имаат на ракавици, колкава залиха имаат на маски. Доколку таа информација ја имаше Министерството на време, можеше да се воспостави подобра дистрибуција и подобро снабдување. Едноставно се настапи ноншалантно или во стилот како чемо, лако чемо, со тоа што се наложуваше на директорите, снајдете си се сами, набавете си маски, набавете си ракавици, набавете си опрема, но по еден период, додека почнат тие процедури за набавка, во еден период маските, опремата не можеше да се и не може и понатаму да се набави никаде. Така да ние апелиравме како Комисија за здравство на ВМРО ДПМН, апелиравме да се направи една централна набавка, координирана и водена од Министерството за здравство, со време и на време, со која што централна набавка би се добила вистинска количина и потребната количина на неопходен материјал, и на тој начин сега веројатно немаше да бидеме во толкав голем недостиг на опрема. Ваквото ноншалантно однесување до што допринесе? Допринесе да основните служби, почетните служби кои што доаѓаат во контакт со пациентот, кој што ќе манифестира симптоми слични на COVID, а тоа се температура, грлоболка, кашлање, сува кашлица, практично останаа незаштитени или недоволно снабдени уште од почетокот, заради тоа што некој им викаше набавете си, лесно е, ваша работа е да си се снабдите со опрема. Тоа не е пристап за една сериозна организација која што се спрема да биде нападната или удрена од една епидемија, која што епидемија ја имаше веќе во, ако не во Азија, да речеме далеко Азија, но во соседните земји веќе ја имаше. Така да тие подготовки беа сватени толку ноншалантно да сега денеска се наоѓаме во таа ситуација да ги броиме заразените медицински лица како резултат на тоа што во почетокот немаа доволно опрема. На почетокот матичните лекари немаа ниту маски, ниту ракавици. Брзата помош, која што ги движи пациентите, и тоа оние кои што се најтешки, на кои што им е потребен транспорт, кои што не ги пренесуваат фамилиите, немаше доволно опрема, нема доволно заштита, така да ни се случи да овие луѓе кои што се на првата линија и најмногу бидат опфатени, односно да бидат заразени. Тоа ни се случи во Куманово, веројатно се случуваше слично и во Дебар и во Струшко, па го имавме повторно феноменот да раководството на Охридската болница си дозволи таков луксус да не прима пациент кој што е сомнителен за заболувањето. Ни се случи пациент да почине надвор од болница и тоа се случи заради несоодветно однесување на персоналот, а несоодветното однесување на персоналот доаѓа заради тоа што тој не е заштитен. Кога имате незаштитен персонал, незаштитен војник, тој секако не може да го даде максимумот од она што и да сака, не може да го направи тоа што треба да го направи. Истото се случуваше на почетокот и со границите. Цариниците, полицијата,
немаа доволно маски и ракавици за да ги следат и да ја контролираат диаспората која што се враќа. Секоја несоодветност и неснабденост практично дава една нова аномалија, вродува со нова аномалија или нова деформација, која што деформација го нарушува системот. Понатаму, ако памтите, ако се сеќавате на почетокот, најавија дека Штип ќе биде центар за ковид, за корона, потоа Гостивар дека ќе биде центар за корона, и излезе дека во Штип заради несоодветна заштита се зарази инфектолозите и во моментов Штип го покрива доктор, односно инфектолог, кој што е пратен од Струмица. Во Гостивар Институтот за јавно здравје, односно неговиот оддел, е надвор од функција заради тоа што лекарите односно медицинските работници таму, повторно се во изолација. Се назначи пред некое време, или слушнавме дека детската болница Козле ќе биде болница за корона кај деца. Па деновиве сме сведоци да пациенти со корона, иако се педиатриски, иако се бебиња, иако се деца, се префрлаат, се упатуваат на инфективните клиники. Слушнавме предходно Охрид дека ќе биде регионален центар. Пред неколку дена падна одлука дека Битола ќе била регионален центар. Со еден збор, и покрај тоа што цело време апелираме на јасен, така наречен бел план, кој што бел план би можело да се побара и од министерот, и од Министерството за здравство, и од таа комисија за заразни болести за која што се крие министерот, да кажам, бидејќи ги чита незините одлуки, покрај на пресовите што се читаат тоа што го кажала комисијата за заразни болести, се чита и колку имаме нови заразени и колку имаме нови починати. Тоа се пресовите кои што зимаат по 6 сати во денот од работното време на министерот, а во исто време го гледаме и заменик министерот до него. И се постава прашањето кој работи во Министерството за здравство? Кој ги тера проектите? Кој се бори со ковидот? Дали се само медицинските лица кои што се оставени недоволно заштитени? Многу прашања отворени остануваат. Така да се надевам дека со тек на време, а времето више ни помина и многу е кратко, веќе поминато и од краткото, се надевам дека ќе се најдат сили да сите овие аномалии, сите овие деформитети кои што се појавија заради аномалиите, деформитети на системот, ќе се исправат и нема да имаме едно многу јако сценарио кој што во моментот се случува во Италија. За жал и Франција паѓа во такво сценарио. Туку ќе имаме, да се надеваме, нешто поблаго, секогаш надежта умира последна, да бидеме оптимисти дека практично ќе не одбегне она што ни се случува. Вие како Комисија за здравство, кои мерки сега ги нудите конкретно? Видете, ние како Комисија за здравство предлагаме мерки уште од 26 февруар, редовно. Мерките и предлозите кои што ги има Комисијата за здравство, Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести ги прифаќаат со задоснување обично 4 до 5 дена, некогаш и 7 дена. Она што во моментот го баравме на последната објава која што имавме, беше да се направи карантин за Куманово и за Струга, и еве го тоа се случува после 4 дена. Иако тоа го бараме повеќе од 7 дена, заради тоа што најмногу случаи кои што се заразени со корона, односно со ковид заболување, се од Куманово и од Струшко Лабуништа и околните струшки села. Побаравме Струга да се постави под карантин, исто како што се постави Дебар на почетокот, требаше да се постави Куманово, требаше да се постави под карантин и Струга. Тоа го предлагаме во континуитет. Еве после известно време, веројатно оваа мерка која што почнува од денеска да има локдаун, односно да има ограничено движење после 16 часот, се е резултат токму новија притисоци кои што ги правиме и токму новија сугестии кои што ги даваме како резултат на информации кои што ги добиваме од нашите колеги што се од терен. Ние не ги измислуваме сами информациите, односно предлозите. Предлозите се како резултат на она што го гледаме од терен. Понатаму многу долго баравме и притискавме и сугериравме да се зголеми бројот на тестови.
бевме и на тестирање во текот на 24 часа. По извесен временски период бевме сведоци дека се тестираа по 20 до 30 луѓе во текот на денот и имавме едно оправдување, добро е, линеарна е кривата на нови заболени, но линеарна е кривата на нови заболени заради тоа што се правеа и се прават многу малци тестови. Нега заборавајте на почетокот грешката која што ни беше спомната на првиот случај кој што го имавме со корона во земјата, министерот на пресконференција кажа ќе ги тестираме овие пациенти во Ниш. Тоа зборува дека воопшто немаше никаква подготовка за ова што не снајде. Значи немаше подготовка за современо и за редовно, навремено и брзо тестирање. По моите информации сега се наоѓаме во една фаза да е зголемена бројката на тестови кои што се прават во текот на денот, околу 380 дневно, но тоа се случува после оние притисоци кои што ги направивме како здравствена комисија, како резултат на тоа што јавноста го бара, затоа што на јавноста и стана јасно дека оптимизмот од линеарниот раст доаѓа само заради тоа што се прават мал број на тестови, а не заради тоа што е навистина мал растот. И понатаму, многу е важно во овој период да ние практично епидемиолошките мерки веќе многу малку даваат резултати. Потребни се мерки кои што ќе го зајакнат здравствениот систем, заради тоа што ударот ќе биде на здравствениот систем. Потребно е да се продолжат ова социјална изолација, која што практично полицијата ја спроведува и целиот терет е паднат на најзе. Посебно е важно да се затворат оние региони, оние делови каде што луѓето се уште се движат и се уште не ги почитуваат препораките за оддалечување или она правило метро и пол 2. Потребно е да се преземат мерки за оние гужви пред банките, да се најде некое решение, посебно за пензионерите и вулнерабилната категорија, бидејќи тие се луѓе кои што се во ризичната категорија, најчесто постари од 60 години, како категорија која што најчесто е подложна на овој вирус, но сепак треба да се ставите и на нивната позиција. Тие луѓе потребно е дома да јадат нешто. Не може да им се затвори комплетно и да се затворат во една просторија без да имаат средства за да си купат за јадење. Мерки треба да се преземат за да овие проблеми се решат. И на крај, многу е важно да се продолжи со заштитата на медицинскиот персонал, да се обезбеди доволна опрема, да се обезбедат и да се контролираат раководните лица кои што се назначени од Министерот за здравство на здравствените институции, дали соодветно ја употребуваат опремата и дали некој се дрзнува да штеди во овие критични моменти, мислејќи дека со штедењето на опремата за својот персонал ќе добие некаков плюс или кај министерот или кај владеачката гарнитура. Многу е важно сите да се свесни дека во овој момент не смее никако да се штеди на здравствените работници, не смее да се штеди на заштитата на здравствените работници, заради тоа што тие се први на првата линија кои што можат да бидат зафатени со вирусот. И на крај, има студии кои што покажаа дека со начинот на опрема која што ја користеа кинеските колеги, кинеските доктори, кинеските медицински лица, каде што гледавме една комплетно за употреба на скафандери, употребна комплетна заштита. Бројот на заразени медицинари во Кина е само 22, за разлика од бројот на заразени медицинари во Италија, кој што е околу 60 до меѓу 60 и 70 медицинари, кој што практично заради различниот начин на примена на заштитна опрема, практично тоа се објаснува зошто се случува ова. Така да, заштитата на персоналот во овој момент треба да биде приоритет. Споменавте Ниш. Ниш од пред година дена има нов клинички центар. Кај нас има, еве конкретно и Штип го споменавте, има готова карабина од готов
клинички центар кој што не е завршен последниве 3,5 години, не е мрднато со мал прст, што јавува сомнеш дека не се завршува проектот затоа што е започнат од претходната власт. Исто така требаше и Скопје да добија нов клинички центар, што ако не беше стопиран и проектот што беше одобрен и од Светска банка и финансиран од нив, сега веќе Скопје ќе имаше нов клинички центар, а не да чекаме до прва студија во Ѓорче Петров. Ќе понесе ли некој одговорност ова, ќе побарате ли одговорност, што мислам дека ја лично доколку би ги имале тие клинички центри и би биле сега функционални, би била штетата многу помала, не да плаќаме со десетици жртви. Видете, за голема жал, ние не само што немаме клинички центар нов, туку немаме ни проект за тој новиот, а проектот кој што е на собственост на Македонија од претходниот клинички центар, како што знаете, финансирањето се одби, веројатно ќе се плаќаат пенали од банките. Но во овој момент мораме да се фокусираме и да се сконцентрираме на она што го имаме. Тоа ни е оружјето со кое што располагаме. Тоа се тие болници кои што ги имаме. Треба мудро да се менаџерираат и секако оно од почеток кој што апелиравме како здравствена комисија е да се бара меѓународна помош. Посебно ни е потребна меѓународна помош во опрема и во експертиза. Заради тоа што ова што доаѓа, ние сме на почеток, уште пикот не сме го почувствувале, ова што доаѓа ќе биде и ќе биде сериозно по здравствениот систем и потребна ни е брза реорганизација, брзи планови, потребни се добри планирања, а не планирања кои што се менуваат на дневна основа. Потребно е медицинските работници да ги знаат плановите, секој да си го знае своето место и да знае каде ќе действува, што ќе действува, каде ќе ротира, како ќе ротира. Секако се менува ситуацијата на дневна база, но не можете да менувате регионален центар на дневна основа. Или еден центар е регионален, или нема да биде регионален. Не може да се случува пред една недела да е регионален центар еден, па потоа да биде друг регионален центар врз основа на некакви одлуки. Сето тоа зборува за недобро планирање и неподготвеност на системот. А секако, доколку имавме една зграда која што ќе беше како нов клинички центар, во која што ќе имаше вертикално движење на пациентите, ние ќе бевме практично многу поспремни да се судриме со короната, отколку сега што сме. Но за жал, состојбата е таква, да помине оваа гужва, да помине оваа епидемија, па веројатно треба да се сноси сериозна одговорност зошто се наоѓаме во ваква состојба. Според вас, како ви се обраќам сега како на доктор, кога се очекува да биде пикот кај нас? По пресметките, пикот треба да биде негдека втората половина на месец април или последната недела од месец април со првата недела на месец мај. Така да во тој период се очекува и најголемата бројка на хоспитализирани пациенти, односно пациенти кои што ќе им е потребно болничко лекување. Понатаму треба да нагласам дека постои отворено прашање што ќе правиме со оние пациенти кои што се позитивни, а немаат клиничка слика, дали ќе бидат на домашна изолација, на домашна самоизолација, каде ќе биде таа самоизолација. Имате пациенти кои што и сега го поставуваат прашањето. Еден е позитивен, но тие живеат во мала куќа, мал стан, каде што практично не може да се изолираат, а сите други од семејството се под ризик да ги заразат. Или пациенти кои што имаат мала клиничка слика, нејасна клиничка, не силно манифестирана слика, каде ќе бидат третирани и лекувани. Доколку нарасне бројката на пациенти, ние како Комисија за здравство предложивме да се спремаат големите сали, како што е арената Борис Трајковски, да се спремаат физкултурните сали, можеби таму ќе биде потребно да одредени пациенти со полесна клиничка слика, со полесни симптоми, да се наоѓаат на едно место каде што би можеле да бидат изолирани од нивните семејства, за да не дојде целокупна дисеминација на короната низ целиот персонал. Исто така беше многу важно да се детерминираат и соодветни болници кои што ќе го третираат, ќе бидат корона болници. Сега по планот беше тоа да биде градската општа болница 8 септември, по планот беше да биде болницата Козле за деца кои што ќе бидат со корона, но во актуелнава состојба малце се измешани лончињата.
козле и понатаму упатува на инфективна клиника. Се случува да пациентите од инфективна клиника се движат по другите клиники, така да ние рискираме во моментот да сите здравствени институции ни станат ковид институции, односно корона заразени институции, така да без добра организација и без добра контрола на движењето на пациентите, тоа и ќе ни се случи. Уште едно прашање. Вие како Комисија за здравство се чини дека континуирано со предлозиве не ви ги прифаќаат, па после одреден период ќе си протнат некоја нивна варијанта. Не се, меѓутоа тоа се политички чекори. Конкретно како да се обратите до обичните читатели, граѓани, моменти кога доправа доаѓа пикот, како да се однесуваат, како да се припазуваат, на што треба да внимаваат повеќе и повеќе. Вака, во овој момент најважно е да се почитуваат препораките за социјална дистанца. Правилото метро, метро и пол е многу важно правило. Правилото на недвижење и не гледање со поголема бројка на луѓе е многу важно правило. Ни се приближуваат празниците религиозни, треба исто така тука да се биде прилично внимателен. Оптимизмот постои токму заради тоа што практично мерките на социјална изолација, затварањето на рестораните и кафаните, разделувањето на старосните групи. Сите тие мерки даваат резултати. Оптимизмот е дека ние распустот го прогласивме прилично рано. Рестораните прилично добро се контролираат и се затворени. Социјалните изолации, односно активноста на полицијата се чини дека добро ги спроведува овие работи. Апелот до граѓаните мој би бил да се исхрануваат добро, да се обидат да ги издржат овие моменти на затвореност колку што е можно повеќе внимавајќи на својот дух, да не паѓаат во малодушност и многу важни се две работи, да се обидат да ја одржуваат својата ментална кондиција, менталните капацитети, да читаат книги, да работат ментални активности и да се обидат да одржуваат својата физичка кондиција, бидејќи најважни се менталното и физичкото здравје. Верувам дека за 2 недели од сега состојбата ќе биде многу поразлична и веќе ќе почнеме да разговараме за состојба на декарантинизација, која што исто така ќе биде еден процес, една процедура која што нема да може да се постапи одеднаш, туку ќе треба да биде еден процес кој што ќе биде постапен. Но во моментов да се фокусираме на ова што сме, да издржиме 2 недели, 10 дена до 2 недели во ова како што е, социјалната изолација да ја почитуваме и да ги почитуваме препораките како на органите за безбедност на полицијата, така и препораките за добра исхрана, ментално здравје и физичко здравје.